Кое ти е во омилено место во Македонија? Охрид. Ама Охрид не... Зашо се чудиш? Не, сам добро. Не само градот, тогаш целото езеро, целата околина, национален парк, се там. Со струга или без? Со струга. Обавезно со струга. И планините? Белица? Планините, да. Магаро, да. А кај Берово пехчо не ти го? Добро, второ прашање. Што мислиш ако мали брат знаеше да зборува, што би ни кажал прво? Те сакам. Сигурно, тебе ќе ти каже сакам, те сакам. А тебе ќе ти каже дај да јадам. Да. Ама мислам дека требало да каже да не каже дека многу сум благодарна дека се вративте од Унгарија и се ми земавте и јас би имала многу прашања за него. Да. Ако треба да опишеш љубов со една фотографија, што би имало на неа? Со твоите фотографии? Не, if you can describe a photograph that represents love. Да. What it would contain. How it's gonna look the photograph to describe love. Тие слики што имаме од Марко кога сте роди. Од сите наши заеднички авантури и патувања, кое би го издвоила како најромантично? Најромантично. Ние немавме баш такво романтично. Еднаш сме била во Рим и тоа мислам дека тоа беше романтично. Другите сите беа авантуристичко, нели? Значи Рим, на крај памет немаше ми падне за Рим, искрено. Абе, каде што бевме само двајца. Фенси дотерани, нешто така глумите. Да, само двајца кога бев. Да. Со Марк не може да имаме романтика. Па и Фиренце у шаторот. Знаеш ка ние еве се заклавам дека сме единствени во Македонија што биле во Фиренца во шатор. Сигурно. 100%. Да. Кампување. Дури нема да веруваат дека сме биле на кампинг во Фиренца. Ако некој бил на кампинг во Фиренца, ве молам пичате на коментар тука. Ако Марк беше наш туристички водич, што мислиш каде прво би не однел? Сигурно во Луна парк. 100%. Некаде во Луна парк. Да? Да, се сложи. Или во Балонија. Да, тоа е Кападокија управо. Тоа е Кападокија. Да. Кога последен пат си рекла ова е вистински живот? This is real life. Кога кампувавме сега пред 3 недели со комбето. Кога се паркираме во природа и отвориш, не знам, прозорите од Сабајлев, свариш кафе и само приците ги слушаш. Ако не знаете, многу сакаме да кампуваме. Ако не знаете. Која песна ти се допаѓа најмногу кога ја пеам додека возам? Па дури не ми пеам. Да, пеете. Сега со Марк пеете многу и он Марк ги пушти песните и пеете Драгане мој. И тоа ми е многу смешно. Тоа беше лали. Вика, ајде некоја селска песна. И вика, ај сега малку селски песни да слушам. А сега пробуваш да се. Не така беше. Добро, не е од Цеца нешто. Од кој од Цеца е таа што? Не пееш ти многу. Фала Богу. Сега пеевме рап, Тони Зен и Скаткар да ги пеевме. Тоа окей. Да, ама цензурираната верзија на спушти се доле, не беше на незгодната. Да, тоа ми се свија од Тони Зен. Да. Дали си спремен? А? Ти дали си спремен? Жено. Знам, born ready. Најмакедонски е жена. Роден спремен. Ајде, може? Ајде. Која моја особина најмногу ја сакаш, а која најмногу те нервира? Пази што кажеш. Не треба пак да готвам соско место после. Када не направи белја. Што готвиш? Особина са една. Најмногу што сакам, така? Да, најмногу ја сакаш, да. Види, сакам исти работи, многу сакаме патување кога ќе се возбуди за некоја дестинација, дека ќе кажам, ајде идеме таму да правиме нешто, твојата возбуда за патување тука, мислам дека тоа ми е твојата и сатисфакција од патување и сите тие работи. А најмногу што ме нервира
Има некој што ме нервира, ама нема некој што најмногу ме нервира. Не ми текнало, не ме нервира толку многу за да Кога ја јас те извам. нервирам, ајде кога ајде да направиш нешто, ајде. Кога касни. Тука се нервирам. Кога касни уствари. Тоа, значи сега знаеме дека треба да бидеме таму у 10, а хајме уште пола сат и пак ние касниме. Значи Не, она има... ретко се случува тоа. Дали сега за свадба касневме, кажи ми? Не. Бевме договорени дека искачаме од дома у 7:45. Супер бевме, седевме стоевме во ред. Дали беше у 7:45 да искочиме од дома? И тоа го кажеме дури у 6. Добро, ама кај женските тоа проаѓа. Договорено беше да не касниме. Тоа, каснење, тоа. Кој ти е најинтересен унгарски збор? Имам најинтересен, имам што не го сакам, лејци веш. Марк, не сакам кога кажува те молам, те молим, те она за такви работи, не ги кажува, ама затоа кај мајка му иде на унгарски. Лејци веш. Ама разбирам што кажуваш, него е тој збор, доста више со тоа лејци веш. Да, таа го кажам дека тој ме Лејци веш. Да, и имате еден збор што е, ај кажи го, не можеме да кажеме, мексекчек. Мексенчек телените детлен шегеш каде шаите керт. Ова е еден збор. Еден збор. Да, тој ми е најинтересен. И нешто е јако, не може да ми го преведе, не може да го објасни. Нешто е многу тешко за објаснение. Не, со еден збор не може да се преведе. Еден збор не може да се преведе со еден збор. Да. На која промена што ти се случила си најгорд? Кога го добивме Марк, кога ми се роди детето. Да. Да. И јас. Што мислиш, што ќе му биде најубав спомен на Марк од нашите патувања и авантури? Секако целосниот концепт, мислам, цело патување надвор сме, се комплет, значи мислам дека тоа му е цело што ќе памти. Целото, се, не знам, скарика, чување планини, одење на различни луна паркови, градчиња, возење, мачката да се изгуби, да се искараме зашто споро се симнува или споро се качува, ловење риба, Едноставно дека расипување кола, се уедно, како целиот тој... дека си бевме заедно. Да, целото. Не. Да имаш моќ да смениш една работа на планетава. Тоа би било? Една работа. Сега дали да бидам активист френдли или како френдли да бидам чек. Да, до френдли. Реално, ако можам да сменам нешто, да не треба да имаме пасоши и такви работи за патување, да бидеме многу полесно за тоа е многу патување. добра идеја. Да, Без граници, без визи, без граници, пасош. без пасоши, Да. без тие работи. Како се дека фема? Не, најнашто би сменил ствари. Луѓето кои што сакаат многу да зборат и да пишуваат за големи светски проблематики, пред да го изнесуваат своето мислење, да се едуцираат, па после да зборат и да не фаќаат само една проблематика, да занемеруваат други, бидејќи тоа е, например, тоа е нешто трендинг. Него кога веќе збориш за еден проблем, например, има глад, не само дека има гладување во една држава, него да ги напоменеш сите и да се бориш за сите луѓе каде што има глад или каде што има војна или за сите тие работи. Значи, малку да бидат поедуцирани, поначитани пред да разговараат и да говорат за некоја проблематика на светско ниво. Тоа би го кажам. Што тоа страшно ми иритира. Тоа е многу лицемерно, мислам дека. И прави хипокритици. Нашиот кампер возилото да беше човек што ќе ти кажеше прво. Брат, дај више не ме носи на планини, ти Бога, немам душа у мене. Или нормален асфалт. Да, дај нормален асфалт, те нека мола. да возиме, да, за цело мили, се мачи, 3,5 тона нагоре или по некои тумби-румби се тркава цело време. Тумби-румби, имали Да. брат се држи. Да, има ли се држи. Да. Да, тоа. Тоа. Thank you very much. Ти благодариме. Фала ти многу. Ви благодариме што не гледавте. Фала.